Сакате ли да бидете здрави и убави? Одговорот сигурно е да. Во Библијата постои еден прекрасен рецепт кој ни обезбедува духовно здравје и убавина, а тоа е рецептот на блаженствата. Една од најчесто повторуваните фрази на денешнината е да се биде здрав. Насекаде слушаме за тоа како да постигнеме добро физичко здравје, да имаме избалансирана исхрана, редовно да вежбаме, доволно да спиеме. Исто така рекламите ни прикажуваат луѓе со здрав изглед и ние се стремиме да бидеме како нив. Често размислуваме за здравјето во физичка смисла, меѓутоа забораваме или ја занемаруваме нашата духовна состојба. Иако сме насочени само на физичкиот изглед, нашите напори се безвредни. Нам ни е потребно да го негуваме и нашиот духовен живот. Во својата проповед на гората на блаженствата, Исус ни дава еден од најголемите рецепти за да уживаме духовно здравје и убавина. Здрави се милостивите, бидејќи ќе бидат помилувани. Бидејќи живееме во немилосреден еден груб свет, лесно е да се предадеме на лудилото кое владе околу нас. Тешко можеме да ги заштитиме нашите срца, да не отврднат и да не станат безчувствителни. Човечкото срце по природа е студено, мрачно и без љубов. Ако некој покаже дух на милосрдност и проштевање, тој не го прави тоа само од себе, туку под влијание на Божиот дух кој влие на срцето. Ние го љубиме зашто прво тој не возлюби нас, вели апостол Јован. Само Бог, почитувани пријатели, е извор на секоја милост. Името му е Бог милостив и жалостив, кажува Мојсей. Тој не постапува со нас онака како што сме ние заслужиле. Тој не прашува дали сме достојни за неговата љубов, туку не обсипува со изобилна љубов за да не направи достојни. Тој не е одмаздолюбив. Тој не сака да не казнува, туку да спасува. Дури и строгоста што ја покажува во своето провидение, ја покажува само со цел да ги спаси загубените. Тој со длабок копнеж сака да ги олесни човечките страдања и да стави свој мевлем на нивните рани. Вистина е дека Бог не остава неказнет виновник, вели Мојсей, но затоа сака да ја прости вината. Милостиви се они што имаат сожалување кон сиромашните, измачените и угнетуваните. Јов кажува: Јас го спасував страдалникот што викаше и безпомошниот сирак. Врз мене доаѓаше благослов на оној што пропаѓаше. На вдовичното срце му донесував радост, се облекував во правда и судот ми беше како наметка и венец. Јас бев очи на слепиот и нозе на хромиот. За сиромасите бев татко и внимателно ја проучував поплаката која не ја знаев. Постојат многу такви чиј живот е мачна борба. Тие ги чувствуваат своите недостатоци, несрикни се и не веруваат, сметат дека немаат на што да се надеваат. Љубезниот збор, погледот пон со сочувство и разбирање на мнозина што се борат и се осамени, ќе им бидат како чаша освежувачка вода за жедната душа. Еден збор пон со сочувство, едно добро дело на љубовта би го олесниле товарот кој толку тешко ги притиснува уморните плеки. А секој збор и секое дело на несебична добрина представува израз на Христовата љубов кон изгубеното човештво. Оној што му го посветил својот живот на Бога, за да им служи на неговите деца, поврзан е со оној кој управува со сите богатства на Вселената. Со златниот синџир на непроменливите ветувања, неговиот живот е поврзан со Божиот. Господ никогаш нема да го напушти во мигови на мака и страдање. Мојот Бог по своето богатство нека ја исполни секоја ваша потреба за слава преку Исус Христос, вели апостол Павле. Во часот на последната неволја, милостивите ќе најдат засолниште во милостивиот Спасител, кој полн со сожалување и ќе бидат примени во вечните живеалишта. Сепак, почитувани пријатели,
Ако сакаме да бидеме здрави христијани, треба да ги отвориме нашите души, да ги сакаме и да им проштеваме на ближните. Милост е незаслужена љубов. Помилувањето е незаслужено проштевање. Здрави се милостивите, бидејќи ќе бидат помилувани.